Вести на Слободна ТВ. Заради здравствен абдоминален проблем се регистрираше мојата неможност за служење на воената обврска, изјави македонскиот премиер Димитар Ковачевски по прозивките од опозиционата ВМРО ДПМН дека наводно во минатото избегнал служење на воен рок. Во 2000 година, согласно сите законски процедури базирани на Законот за одбрана од 1992 година, член 51, и во рамки на јавната повеќе степена процедура врз основа на мислење на стручни лица од медицината, а заради мојот здравствен абдоминален проблем со кој се уште се соочувам, се регистрираше мојата неможност за служење на воената обврска, изјави денеска премиерот Ковачевски одговарајќи на пратеничкото прашање од пратеникот Драган Ковачки од ВМРО ДПМН дали приложил документ пред надлежните органи со кој потврдува дека е трајно неспособен или лажирал за да избегне служење воен рок. Не ја самиот, не моето семејство, туку непознати за мене лица во рекрутните комисии констатирале таков факт. И тоа во 2001 година, пред да се случи воениот конфликт и криза во 2001. Не сум ни првиот ни последниот случај базиран на објективна медицинска состојба. Јасно, гласно и целосно ја соопштував и ја соопштувам вистината, рече Ковачевски. Парламентарното мнозинство е стабилно и засега брои 64 пратеници. Ова го изјави председателот на Собранието Талат Џафери како резултат на превирањата и одредените кадровски незадоволства во владеачката ДУИ. Прашан дали некој од пратениците на ДУИ го променил статусот во независен пратеник, Џафери рече дека нема такво известување до него и дека официјалниот статус е пратеници на ДУИ. Џафери не сакаше да ги коментира случувањата во неговата матична партија ДУИ. Тој изјави дека нема никаква комуникација со опозицијата. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН не доаѓа на редовните средби и, како што кажа председателот на Собранието, немаат веќе ниту неформални средби, бидејќи тие се злоупотребувале. Пленарната седница за одлуките за продолжување на кризната состојба ќе биде закажана за утре, изјави Џафери, додавајќи дека за одлуките треба да се гласа најдоцна до полноќ. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Тој истакна дека не може да ги коментира внатрешните работи во ДУИ. Во однос пак на именувањето на директорите што ги прави градот Скопје, Ковачевски нема, како што напомена, никакво учество. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство, не можам да коментирам внатрешпартиски случувања во ДУИ, а во однос на именувањата што ги прави градот Скопје, јас немам никакво учество, изјави премиерот. Економско-енергетскиот совет на владата синоќ ја одлучи да почне постапка за издавање лиценца за производство на топлинска енергија од регулиран пазар согласно членот 6 од Законот за енергетика на ЕСМ, соопшти синоќа премиерот Димитар Ковачевски. На воредната пресконференција на владата, Ковачевски потенцираше дека парно со Скопјани ќе има, како и дека грејната сезона ќе почне на 15 октомври. Според него, во однос на електричната енергија и малите потрошувачи ќе добијат сигурна, стабилна и континуирана испорака на електрична енергија. Со септемвриската пензија од околу 330.000 пензионери во државата добиваат повисоки пензии за 6,8%, согласно новата методологија воведена со последните измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување кои стапија на сила во март 2022 година. Новата методологија, како што појаснуваат од Министерството за труд и социјална политика, предвидува усогласување на пензиите со комбиниран модел од 50% пораст на просечната плата на сите вработени во државата и 50% пораст на трошоци за живот, согласно официјалните податоци на Државниот завод за статистика. При тоа, усогласувањето ќе се врши два пати во годината, односно во март и септември, според процентот кој се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во државата во однос на полугодието кое му претходи. Министерството за труд и социјална политика известува и дека ваквото решение, односно воспоставувањето на новата методологија, е направена низ диалог со Сојузот на пензионерите на Македонија и Партијата на пензионерите, како и представници на највозрастната категорија на граѓани во државата. Северноатланската алијанса смета дека вестите за истекувањето на гасот од Северен поток 1 и Северен поток 2 во Балтичкото море се причина за длабока загриженост, поради што ќе одговори одлучно.
Ние како сојузници се залагаме да се подготвиме, да обесхрабриме, да се браниме против секаква насилна употреба на енергија и други хибридни тактики од страна на државни и недржавни ентитети. Секој намерен напад врз критичката инфраструктура на сојузниците ќе биде пресретнато со обединет и одлучен одговор, се наведува во реакцијата на Алијансата. Вкупно се регистрирани 4 истекувања на Северен поток 1 и Северен поток 2 од вчера. Според информациите на НАТО станува збор за намерна и неодговорна саботажа, но соопштението не идентификуваше виновник со име. НАТО предупредува дека овие истекувања на плин се ризик за поморската индустрија и за животната средина и пружа поддршка за истрагите за причините на овој инцидент. Претходно, Русија ги обвини САД дека Северен поток е саботиран на места кои се под контрола на американските разузнавачи. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова изјави дека истекувањето на газ во близина на брегот на Данска и на Шведска се случи во подрачјето врз кое Вашингтон има целосна контрола. Европската унија се сомнува во саботажа како причина за истекувањето на подморскиот руски гасовод кон Европа и вети силен одговор на секое намерно нарушување на нејзината енергетска инфраструктура. Иако ниту еден од цевководите не бил во употреба во моментот на подводните експлозии, и двата биле полни со газ кој истекувал во Балтичкото море, а првото истекување било забележано на 26 септември. Шведската крајбрежна стража денеска соопшти дека е откриено уште едно истекување на газ од Северен поток 2. Договорот на Србија со Русија е изненадувачки и чекор во погрешна насока, оцени американскиот Стейт Департмент. САД сметаат дека ниту една земја не треба да ја проширува соработката со Русија додека таа ја продолжува својата агресија врз Украина, објави американскиот Стейт Департмент во врска со одлуката на Министерството за надворешни работи на Србија да потпише план за консултации со Руското министерство за следните 2 години. Документот беше потпишан минатата недела за време на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк од шефот на српската дипломатија Никола Селаковиќ и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Белград соопшти дека тоа е технички документ кој е потпишан од 1996 година и дека содржи наводи поврзани со Косово и надворешната политика и дека во него нема елементи на безбедносна политика. Портпарол на Стейт Департментот синоќа изјави дека вестите за договорот се изненадувачки во целосна спротивност со другите конструктивни средби што се одржаа со српските представници во Њујорк, не прецизирајќи за кои средби станува збор. Оттаму и оценката на Вашингтон дека понатамошното усогласување со Русија е чекор во погрешна насока и е во спротивност со изразените европски аспирации на Србија. Србија треба да ги забрза чекорите за напредување на европскиот пат, вклучително и диверзификацијата на изворите на енергија за намалување на енергетската зависност од Русија и усогласувањето на надворешната и безбедносна политика со Европската унија, нагласува портпаролот на Стейт Департментот. Ги гледавте најновите вести на Слободна ТВ.